Здраво, драги мои, добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата за убавина и здравје Црвило. Доколку сакате да слушнете нови совети во врска со убавината и здравјето, не го менувајте каналот. Флеките на кожата најчесто настануваат како последица на долгото изложување на сончевите зраци. Највоочливи се на лицето, но често се јавуваат и на рамената, вратот и грбот. За среќа постојат природни начини да се решите од нив. Не морате да користите никакви скапи козметички третмани, ниту крем. Слушаме во продолжение кои се тие. Решете се од темните флеки. Еве како да ги тргнете на природен начин. Зошто се јавуваат темните флеки на кожата? Како најчест причинител на темните флеки на лицето, обично се наведува долготрајното излегување на сончевите зраци, при што доаѓа до зголемена работа на меланоцитите, покрај кои се јавуваат непривлечни депигментации на кожата на рацете, нозете или лицето. Секако тоа не е единствена причина поради затоа што голема улога имаат годините и генетиката, па поради тоа најмногу мака се јавува кога е во прашање нивното покривање. Постојат неколку природни начини да се решите од темните флеки настанати од сончањето, но пред било какви примени, секако е добро да се посоветувате со дерматолог. Незаменливиот Макдонос. Ова билка се покажа како многу ефикасно средство кое совршено ги отстранува сончевите пеги, акните и флеките на лицето и кожата. Наефективен е ако се користи како лосион, а еве како да го подготвите. 25 грама свежи листови Макдонос прелите ги со 2 децилитри вода и варете додека не зоврие. Пооставете го на страна покриено да се излади. Потоа добро исцедете и добиената течност промешаете ја со 3 децилитри минерална вода која претходно била оставена во чаша да се проветри. Истурете го лосионот од Макдонос во стаклено шише и чувајте го во фрижидер. Користете го наутро и навечер за чистење на лицето. Пегите и флеките на лицето брзо ќе исчезнат, а потоа целосно ќе исчезнат доколку овој лосион се користи секојдневно. Можете да направите и маска од Макдонос, која не само што ќе ги отстрани флеките и пегите на кожата, туку ќе ја врати еластичноста. За неговата подготовка се неопходни свежи листови и стебла од Макдонос, ако маската се приготвува на пролет или коренот ако се прави на есен. На претходно исчистеното место нанесете околу 2 лажици мелен Макдонос и оставете го да делува околу половина час. Исплакнете со ладна вода, а потоа нанесете хидратантен крем. Пробајте црна ротквица. Црната ротквица е одлична за отстранување на лузните од акни од кожата, добар е и за отстранување на флеките од сонце. Маската се подготвува така што на ситно ренде се рендаат 30% свежа црна ротквица, а потоа се меша со 2 децилитри јогурт. Предходно исчистеното лице покрите го со газа, а потоа нанесете ја маската и оставете да делува околу половина час. Потоа измијте го лицето со вода. Постапката повторувајте ја еднаш неделно најмалку 1 месец, додека не исчезнат флеките на лицето од сонцето. Отстранете ги флеките со сок од лимон. Лимонот содржи киселина која ефикасно ги избелува темните пеги и флеките на лицето, но мора да се нанесува редовно. Сепак честото нанесување лимонов сок на кожата може да предизвика иритација проследена со непријатно чувство на печење, па за да се избегне тоа, треба да се помеша со малку мед и да се нанесе како маска. Постапката е многу едноставна. Исечете го лимонот на тенки парчиња и секојдневно триите ги местата погодени од пеги и дамки или измешајте лимонов сок со лажичка мед и нанесете на сите проблематични области. Оставете го да делува околу половина час и потоа измијте го со млака вода.
Неговото височество, јаболков оцет, го регулира крвниот притисок, помага на диабетичарите, ве спасува од вишок од килограми. Јаболковиот оцет се користи во храната со векови, а таткото на медицината Хипократ го сметал за лековит пијалок. Неговото височество, јаболков оцет, го регулира крвниот притисок, помага на диабетичарите, ве спасува од вишок од килограми. Широко се користи и содржи важни минерали за раст, реставрација и одржување на организмот. Од калиум, натриум, магнезиум, калциум, фосфор, железо, флуор, до витамини С, А, Е, B1, B2, B6, бета-каротин, биофлавониди, пектин. Истражувањето на НОА покажало дека овој напиток помага при некои болести како што се диабетис или дебелина. Главната состојка на јаболковиот оцет е оцетната киселина, додека останатите состојки се витамини, минерали, соли и аминокиселини. Јаболковиот оцет го намалува крвниот притисок и помага на луѓето кои страдаат од алергии, артритис, хроничен замор, грип, гихт. Се користи во форма на облоги како средство за триење, за проширени вени и ревматски заболувања. Го отстранува чувството на замор, грчеви и болки во мускулите. Може би најголемата здравствена придобивка од јаболков оцет е неговиот ефект врз нивото на гликоза во крвта. Неколку студии докажаа дека може да го намали нивото на гликоза. Имено, испитаниците земале 2 лажички јаболков оцет пред спиење, а наутро нивото на гликоза би им намалило за 6%. Сепак, ова студија е направена на стаорци, допрва треба да се потврди на луѓе. Го намалува нивото на холестерол. Јаболковиот оцет помага при висок крвен притисок и срцеви заболувања. Друга студија докажа дека луѓето кои често јадат салата со јаболков оцет имаат помала веројатност да страдат од срцеви заболувања отколку оние кои не јадат. Стотици години јаболков оцет се користи за ова намена. Во 2005 година беше спроведена анкета на мал примерок од 12 испитаници. Доколку некои јаделе парчиња леп со неколку капки бел оцет со денови, други консумирале обичен леп. Испитаниците од првата група се почувствувале сити порано и подолго од оние од втората група. А во продолжение, драги мои, слушаме како да комбинираме различен накит. Купување на накит сетови го прави комбинирањето многу полесно, бидејќи герданот, обетките, алката и прстените се направени за да се носат заедно, тотално одговараат и може да ве спасат од проблемите на усогласување на различни парчиња накит. Но сето тоа може да биде прилично досадно и може да го засени вашиот креативен потенцијал. Доколку сакате да правите комбинации со вашиот накит, тогаш мора да ги знаете основните правила на играта. Слични бои, материјали, модели и стилови може да се комбинираат заедно. Доколку поради некој важен повод носите екстравагантна креација на себе, тогаш применете го златното правило. Помалку е повеќе. Не треба вашиот фустан и накит да војуваат помеѓу себе за тоа кој ќе привлече повеќе внимание. Ако се одлучите за масивен и драматичен модел на гердан, тој ќе изгледа совршено без обетки или со мали обечења во вид на крупчиња или топчиња. Исто така, доколку носите долги обетки, тогаш никако не ставајте гердан. Кога носите обетки и гердан заедно, тогаш внимавајте тие да бидат изработени од слична легура и да имаат заеднички елементи и додатоци и да бидат во соодветна големина. Вечната дилема кај повеќето девојки и жени е како да се комбинираат, пак и дали воопшто смее да се комбинира злато со сребро. Стилистите велат дека носењето на блескав сребрен накит и блескав златен како синџирчиња околу врат е стилска и моќна комбинација која секако е полн погодок. Избегнувајте да носите сребрена и златна алка на иста рака, тоа воопшто не е вкусно. Кога станува збор за метали, треба да се потпирате и на сопственото чувство за естетика, во зависност од вашиот вкус, боја на очи и финансискиот аспект. Имајте на ум дека сребрениот накит важи за обичен и едноставен, па така избегнувајте да го носите на формални пригоди или гламурозни манифестации.
Туширање со топла или ладна вода во летните горештини. Во продолжение слушаме кои се позитивните, а кои негативните ефекти доколку се туширате со топла или пак со ладна вода. Туширање со ладна или топла вода за време на летните горештини. Ладните тушеви обично се непријатна појава, но некои луѓе намерно се тушираат со ладна вода. Како ладниот туш влијае на вашето тело и сонот? Низ стотици години ладното капење е начин да се заживее телото. Старите римјани минувале низ неколку загрејани простории пред да се втурнат во ладна бања, а денес тоа е многу поедноставно. Постојат многу наводни придобивки од ладното капење, како што се зајакнување на имунитетот, подобрување на општото чувство на виталност, подобрување на циркулацијата на крвта. Тоа може да направи да се чувствувате побудно. Истражувачите во една постара студија од 2002 година откриле дека изложеноста на студ го активира симпатичкиот нервен систем. За да ја тестираат теоријата дека ладниот туш го зајакнува имунолошкиот систем, истражувачите вклучиле повеќе од 3000 учесници во 4 експериментални групи. Една група се туширала само со топол туш, додека 3 групи се туширале со топол туш и вклучувале млас ладна вода за 30, 60 или 90 секунди на крајот на туширањето. На крајот од студијата истражувачите ги мериле факторите како што се пријавената болест и 30-дневното боледување. Открие дека оние кои што ја вклучиле ладната вода за време на туширањето имале 29% помалку боледување од оние кои се туширале само со топол туш. Интересно е што учесниците не пријавиле дека биле болни помалку денови, а само симптомите не им биле толку интензивни, па биле способни да работат. Ги смирува болките во мускулите после вежбање. Професионалните спортисти долго време користат ледени бањи за да ги смират болките во мускулите после надпревар. Студија од 2015 година ги проучуваше велосипедистите кои со висок интензитет вежбаат на топли температури. Истражувачите побарале од контролната група да се тушираат 1 до 3 минути. Тие побараа од другата група да го прескокнат туширањето. Истражувачите открие дека оние кои се туширале со студ после вежбање можеле побрзо да го намалат пулсот и да се чувствуваат поудобно, во споредба со оние кои не се туширале со ладна вода. Туширање со топла вода во лето. Сепак се смета дека при високи температури е подобро да се туширате со топла вода. Топлото чувство на кожата ќе доведе до зголемен проток на крвта во кожата, зголемувајќи ја загубата на топлината од телото. Затоа ладењето во лето ќе биде поефикасно со топол туш. Очилата за сонце ве штитат од штетните сончеви зраци, но сепак не треба да ги носите наутро. Знаете ли зошто? Очилата за сонце ве штитат од штетните сончеви зраци, но сепак не треба да ги носите наутро. Знаете ли зошто? Исто како и за време на сончевите летни денови и во пролет кожата треба да се заштити со креми и лосиони со заштитен фактор, за да не изгорите. Но никому не му паднало на памет дека не е добро очилата да ги носиме постојано додека сме изложени на сонце. Поточно, лекарите велат дека не треба да носиме очила за сонце во одредени периоди од денот, дури и ако е сончево. Студијата, објавена од Американскиот национален институт за очно здравје, покажува дека УВ зраците можат да го оштетат протеинот во лекјата, што на крајот може да доведе до мрежница или катаракта, што е водечка причина за слепило во светот. Покрај тоа, постојат знаци дека УВ зрачењето може да ја зголеми можноста за дегенерација на макулата, местото кое е одговорно за најостриот вид кај луѓето. Сонцето може да предизвика и краткорочно оштетување на окото, наречено фотокеритис, што често резултира со привремено заслепување или заматен вид кај луѓето. Чест проблем со УВ зраците е тоа што не ги гледаме, а кога немаме очила за сонце, ја восприемаме светлината директно во окото, кое е многу чувствително на неа. Некои фактори можат да ја зголемат можноста за оштетување на очите, како што се водата, снегот, ветробранските стакла на автомобилот што ги рефлектираат сончевите зраци, па во очите ни влегува двојно поголема количина на УВ зраци. Исто така, зраците се посилни на поголема надморска височина, затоа е добра идејата да се обрне внимание на тоа колку УВ заштита нудат очилата.
Најдобри се оние што се 99 до 100% сертифицирани против овие зраци. Цената не е толку важна, затоа што и поскапите и поевтините со оваа етикета ќе бидат подеднакво добри, но она што е важно е големината, колку се поголеми толку подобро. Значи, ако сакате да ги заштитите очите, очилата за сонце треба да се носат кога ќе напуштите куќата, а надвор е сончево. Сепак понекогаш треба да ја намалите предпазливоста и да шетате без очила за сонце. Докажано е дека луѓето кои се изложени на силна сончева светлина наутро многу полесно заспиваат во вечерните часови. Утринската светлина има големо влијание врз вашиот биоритам. Носењето очила за сонце наутро може да го наруши овој биоритам, а последица ќе биде тоа што нема мирно да спиете ноќта. Затоа, препораката е да не носите очила за сонце наутро до 9 или 10 часот. Се разбира, под услов да не гледате директно во сонцето, а сончевата светлина да не биде премногу силна. Најдобрите намирници за забрзување на метаболизмот се оние на кои што им треба подолго време за да се стварат и поради кои подолго време човек се чувствува сит. А најлоши за човековиот метаболизам се оние кои брзо се претвараат во гликоза. Најлошиот избор на храна за метаболизмот. Најдобрите намирници за забрзување на метаболизмот се оние на кои што им треба подолго време за да се стварат и поради кои подолго време човек се чувствува сит. А најлоши за човековиот метаболизам се оние кои брзо се претвараат во гликоза. Најновите истражувања посочуваат дека метаболизмот останува релативно непроменет од 20 до 60 години, а потоа почнува да забавува. Значи, нема многу што може да се направи за тоа да се промени. Но храната богата со протеини, например, има висок термички ефект, што значи дека телото работи понапорно за да ги свари, забрзувајќи го метаболизмот. Во исто време постојат намирници кои не предизвикуваат согорување масноти и всушност може да му наштетат на нашиот метаболизам. А најлошата храна во таа смисла се шеќерите без влакна како што е белиот леп. Едноставните јаглехидрати како слатките газирани пијалоци и зашеќерени десерти му даваат на телото брз наплив на енергија, бидејќи брзо се разградуваат, но потоа исто толку брзо ќе се почувствувате летаргични и гладни. Тие имаат и стремеж да не направат гладни и може да поттикнат пријадување, така што оваа храна е поврзана со зголемување на телесната тежина. Спротивно на тоа, сложените јаглехидрати како цели зрна придонесуваат за губење на тежината, бидејќи им треба подолго време за да се сварат и барат повеќе калории за да го направат тоа. Споредувајќи ги мерењата на два оброци, истражувачите откриве дека на испитаниците им треба значително повеќе енергија да сварат сендвич со целосна храна, отколку сендвич со обработена храна и заклучокот гласи дека преработените состојки, особено белото брашно, го намалуваат метаболизмот за 50%. Почитувани мои, јас тука се одјавувам, се надевам дека уживавте и со денешните содржини на Црвило. Со ново издание се гледаме петок во исто време. Чао!